Повеќе од 110.000 сообраќајни прекршоци се регистрирани само за еден ден, само во Скопје. Електронски известување за брзо возење и други прекршоци отворија и неколку дилеми. Министерот Тошковски најави пролонгирање на проектот Safe City, безбеден град, откако има слух за критиките и сугестиите. Последните денови, поточно 5 дена по стапувањето на безбеден град, бројката на регистрирани прекршоци е преполовена. Веројатно, мерките на МВР даваат резултати. Но дали ќе се има слух за социјално-економската состојба на граѓаните или пак ќе се влечат пари од граѓаните за да се полни буџетот? Како ќе реагираат судските органи? Или пак судовите ќе бидат преплавени од сообраќајни прекршоци? Ево разговорот со поранешниот висок функционер во МВР Љубомир Ѓурчевски. Овој систем е за поздравување, затоа што овој систем треба да стави ред во дивењето во сообраќајот и непочитувањето на законските прописи. Но при тоа ние треба да знаеме дека во овој експериментален период, во овој пробен период, ние треба досега требаше да ги донесеме и усогласиме сите закони. Зборувам законот за прекршоци, зборувам законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, зборувам за процесните закони од делот на санкционирањето и така натака, затоа што ние сега имаме еден раскорак во тие закони со ова што сега сакаме да го имплементираме. Како проект го поздравувам, особено го поздравувам од аспект за давањето на криминалистичката полиција на уште една алатка во потрагата по сторители на насилен криминал и брутален криминал на улиците, нели, пресметки, покотници и така натака, на што бевме сведоци години назад, кога, нели, возилата бегаат од лице место на сторување на кривичното дело, па го имаш правецот, го имате возилото, го имате регистарскиот број, можете да фатите на тие камери лик на лицето кое што го управуваат и така натака. Значи, од аспект на потражната дејност во делот на криминалистичките работи, расветлување на кривичните дела и како алатка плюс во рацете на криминалистичката полиција. Од аспект на безбедноста на сообраќајот на патиштата, еве вие самиот во вашето прашање кажавте дека вчера е забележано дивење од 230 км на сат. Значи тоа надминуваат малтене 70% од максимално дозволената брзина на автопат. Ако викаме максимално дозволената брзина на автопат е 130 км на час, некој да вози со 230 км на час, јас не би го казнувал него би го пратил на задолжително лекување, затоа што луѓе тоа се убици, едноставно се тоа убици, на кој што треба да се пратат на лекување и да се види дали они имаат некаков психички проблем. Но имајќи во предвид дека ние сме социјална држава, така, да не се доведеме до ситуација да имаме лов на вештерки. Всушност, прекршоците да бидат и во насока на полнење на буџетот. Дозволете, тоа сакав да го искоментирам. Значи, прашањето ви е феноменално. Зошто викам? Затоа јас реков дека казните треба да бидат наплатливи. Затоа реков, оному докаде што полицијата, за да не ја претвориме во кадија те тужит, кадија те судит, кадија те извршуват, значи све да паднет на товар на Министерството за внатрешни работи, значи со оглед дека Уставот гарантира двостепеност во постапките, двостепено право на жалба, затоа зборувам за една градација на прекршоците. Значи, до таа километража да биде, например, не поголема казна од 20 евра, која што во денарска противвредност секако, која што е лесно наплатлива и нема да биде, затоа што тоа е внимавање, пазете, 60 км на час до вчера беше во Скопје, до пред 5 години во Скопје беше максималната дозволена брзина 60 км на час, нели? Пред 5 години се донесе таква одлука градот Скопје, пошто тој е надлежен за регулација на сообраќајот, полицијата е само за контрола. Оттука ова го кажувам, но за потешки прекршоци, поминување на црвено,
со возење со 30% поголема брзина од максимално дозволената брзина, пристигнување преку полни линии, поминување и така, одна што го викаме загрозување на животот на учесниците во сообраќајот, вклучително и сопствениот живот на тој што го сторуват прекршокот, тоа да одите исклучиво во судска постапка со оглед да странките да можат и да имаат можност, нели, на жалба на една судска постапка каде што судот ќе изречи казна. Таму казните треба да бидат од 300 евра па нагоре. Господин Ѓурчевски, системот Безбеден град откри низа на слабости. Граѓаните добивале известување за прекршоци иако не возеле. Постои ли опасност од манипулација и злоупотреба на личните податоци? Видете, генерално, значи додека тоа не се среди, додека законски не се среди, значи секој што ќе се дрзни, доколку возилото, затоа реков е потребна постапка, двостепеност во постапката, за да можам јас да докажам дека да, јас не сум го возил возилото, возилото моје било дефект, неисправно или било, за да нема точно такви злоупотреби, да нема злоупотреба од можност на злоупотреба на лични податоци, од злоупотреба на возила, од некакви реваншизми и така натака, значи сите тие состојби мора ние да ги исклучиме и мора да се води сметка кога се подготвуваат овие закони, што со изречените санкции, односно испратените пораки за сторен прекршок према возила кои што се водат на лизинг, возила кои што се сопственост на рентакар, изнајмени од ова, што со странците, како ние ќе ги обезбедуваме податоците за странците. Дошол некој од не мора да е од Косово, од Србија, влегува денеска на граничен премин Табановце, ние не го знаеме кој е сопственик. Доаѓа том во Скопје, пазари тоа прави 10 прекршоци, попладнена ја напушта државата. Не можеме ние да му оставиме нему 8 дена. Не мора веднаш на крај што ќе стигне тој на граничен премин за да напушти државата Република Македонија, треба да му биде предочено и дадено снимки дека сторил прекршоци и додека не си ја плати казната, не може да ја напушти државата. Се загрозува ли безбедноста и приватноста на граѓанинот, имајќи во предвид дека сега на секој чекор имаме поставено камери, иако станува збор за јавен простор? Така. Видете, пазете, факт е дека има елементи кои што укажуваат на тоа дека се кршат одредени човекови права, нели, она што викаме право на слободно движење, право на ова право, значи сите тие. Но факт е дека безбедноста во сообраќајот и генерално вкупната безбедност во државата е јавен интерес од општо добро па за сите граѓани, ме разбирате? И затоа по некој пат, како викаме, добро е да ги уживаме сите права, но да ги извршуваме и сите обврски према системот, према државата, према институциите и така натаму. Затоа што ние некаде, сега ќе се земам за право, пошто во дело која работам, нели, го следам организираниот криминал, го проучував и така натака. Значи, некаде од 80-тите години, особено после оние настани на Косово, ние имаме во агенда, во програма на тогашната опција ленинисти, марксисти на Косово, значи, рушење на државата со тотално непочитување на законите. Уставот и законите. Значи, зборам од 80-та година. И тоа перманентно до денеска ние го имаме како последица. Но, го имаме како последица па сега кај сите. Пазете, не се почитува закон за ДДВ, не се почитува закон за фискализација, не се почитуваат одредени закони, се вршат насилни кривични дела и така натака, беснење, дивење по улици. Да не правам муабет за сообраќајот е споредна работа. Пазите, ние колку сме имали тешки кривични дела, каде што можеме да сме имали и цивилни, односно недолжни жртви, случајни минувачи, со престрелки и така натака. Затоа, викаме, по некој пат, граѓаните, заради општото добро, а општото добро е вкупната безбедност, треба да прифатат одредени действија во насока на собствено ограничување од страна на државата. Следите тренинг гостин во емисијата Љубомир Ѓурчевски, поранешен висок функционер во МВР. Случај Пулс, никој не се чувствува виновен за најголемата трагедија во историјата на Македонија, во која згасна најголем дел млади животи. Дали системската грешка ќе биде нова неформална олеснителна околност за обвинетите? Имаме кривични дела
и не можеме сите да ги собериме во едно кривично дело за грозување на општата сигурност, односно тешки дела против безбедноста на граѓаните, ние таму имаме сплет на разни действија, кои што имаме и сплет на разни дела. Например, ние мора да докажеме со кои действија Ѓурчевски Љубомир сторил одредено кривично дело. Ме разбирате? Што сакам да кажам? И затоа требаше кривичните дела, кои што се случени вечерта, за време на настанот, да се одвојат од она што викаме системски слабости. Системските слабости ние ги имаме години наназад, уште од пренамената на објектот од магазински простор во простор за забава, односно дискотека. Според тоа што од вас го слушам, дали може да констатирам дека всушност вака како што е комплетиран и отворен случајот е погрешно? Многу погрешно. Многу погрешно, јас тоа сакам тоа. Што значи дека многу тешко ќе се стигне до вистината? Да, па многу тешко затоа што пазете во ова кривично дело, во овој кривично правен настан, не кривично дело. Не можеме да утврдиме намера. Мотив за сторување на тој кривично правен настан. Значи никој не сакал. Дури ни собственикот, вие не можете него да го обвините дека тој имал мотив да убие 63 луѓе. Не може. Тешко ли ќе дојдеме до вистината? Многу тешко ќе дојдеме до вистината, доколку не го сториме ова. А ќе дојдеме до вистината ако го поделиме обвинението и кажеме на една страна како што е поделено обвинението за полициските службеници, нели? Таму е оделот за организиран криминал, се уште не е поднесен обвинителниот акт, 27 или 20 или 9, не ме држете колку полициски службеници се опфатени во истрагата. Таму значи ќе дојдеме кој издавал согласност, сообраќајна согласност, кој издавал противпожарна согласност, дали имало корупција, немало корупција и така натака, кои действија требало да ги преземи полицијата, а не ги превзела години назад, но и вечерта. И вечерта, затоа што третата ден по настанот, министерот за внатрешни работи го разреши целото раководство на СВР Штип. Неговото, тој што го постави. И тоа раководство, и целото, и господа, јавни обвинители, еве ви, работете, докажувајте. Господин Ѓурчевски, до кога ќе трае судскиот процес? До крај до заборав на последиците? Јас во една прилика за еден друг медиум кажав, мене ме плаши само да не го завршиме целиот овој процес како несреќен случај. Мене тоа ме плаши, а има виновници, има кривични дела, особено она што викам вечерта, непосредно кога е настанот, но има и други дела системски кои што се провејувале. Зошто градоначалникот без надзор потпишал согласно за реконструкција, односно пренамена на објектот. Зошто државниот пазарен инспекторат не извршил 10 години, не извршил надзор. Дали тој има лиценца, дали нема лиценца и така. Полицајците не знаат, не се разбираат они од тоа дали има лиценца, дали е легална или не е легална. Него составен дел на Министерството за економија, кое што е надлежно за издавање на лиценци, е државниот пазарен инспекторат, нели? И затоа тој си има овластување за да изврши надзор и контрола. Затоа реков, системските слабости се таму големи, но големи се и пропустите вечерта. Кога зборам вечерта, кој дозволил обезбедувањето? Дозволило некој да внеси пиротехника. Ама тоа била музичката група, не ме интересират, не може тој не е безбедно тој да внеси пиротехника. Немој сега да плюкаме по ними. Тие се таму дојдени да направат забава, свирката да ја направат и да отпеат и крај решен проблем. Не е нивно таму да прават спектакли. Понатака, собственикот бил должен да обезбеди, да ги отвори сите врати по одреден период. Собственикот бил должен во 24:00 да ги отстрани сите малолетни лица. Ако не можел да ги отстрани, да повикат помош од полицијата. Доколку претходно ја известил, доколку има соодветен план за постапување на полицијата, а има соодветен план затоа што нели внатре имаме инспектор кој што од областа на недозволената трговија кој што го загуби. Меѓутоа, господин Ѓурчевски, ние постојано изминатиот период по трагедијата слушаме дека собственикот на дискотеката со полициски службеници бил во постојан доступ со управата за јавни приходи. Така, значи некој постојано му погледал низ прсти. Така, значи затоа викаме тоа се тие системски слабости. И за тие системски слабости ние слушаме дека таму имало корупција, дека имало 7.000 евра зел некој така натака. Затоа таму ќе се појават како сведоци. Јас зборувам што вечерта ни се случувало.
Што вечерта, кога е забавата? Затоа викам, тие кривични дела требаше да се одвојат, а системскиве кривични дела, мене никој не може да ме убеди дека немаме свесни пропусти во делот на она што се надлежности на градоначалниците, особено на градежниот инспектор, каде што треба да има одобрение за градба, материјали, надзор и така натака и така натака. Ме разбираш? Значи треба да има по прописи кај што давале дирекцијата за заштита и спасување, кај што давале согласност за заштита од пожари, влез и излез, пристап на пожарни единици, пристап на излезни врати, влезни врати. Значи тоа се све системски слабости. И тие системски слабости ние треба да ги истражиме и да за тоа изречиме со судот, да си не ние, него судот да изречи во име на граѓаните, да изречи соодветна казна. Но првично, за да имаме многу голема ефикасност, треба да го равчистиме настано дента. Значи, каде што ќе кажеме дека на ден 16.3.2025 година во толку и во толку часот во дискотеката обезбедувањето дозволило да се продадат 500-600 карти или 250 карти повише од максималната бројка и така натака, а биле должни сето тоа да го спречат, да не дозволат, затоа што ние таму имаме прегазување, имаме стампедо, нека се погледнат вештачењата на жртвите да видите дека имаме загушување, имаме прегазување и така натака. Значи, мораме да бидеме многу внимателни, затоа што ова е многу сензитивен случај, премногу сензитивен и премногу тежок. И затоа реков некоја кога го поставите прашањето колку долго ќе трае, никој не може да го предвиди. Може да трае година дена, може да трае и 5 години. Разбирате? Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата.